Почитувани гледачи, недела време е за редовното издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. Како што веќе знаете, ова е терминот кој што е резервиран за теми од земјоделството, аграрот и сето она што го носи агробизнесот. Во ова наше издание или во ова најново издание на емисијата Агроинфо, време и простор за проектот за модернизација на производството, на градинарското производство во Банско, во Муртино и во уште едно населено место кое што го спроведува Сдруженијето Проагрофармери. Наредниве 8 месеци ова здружение ќе врши обука, едукација, посета на терен, директни совети, како и ќе организира саем, се со цел на земјоделците, на градинарите од овие првично таргетирани населени места да им ги представат најновите технологии, најновите иновации кои што се однесуваат во делот на градинарското производство. Од Проагрофармери очекуваат дека по завршувањето на проектот ќе има солидна основа, база за модернизација на производството не само во овие 3 населени места, туку и во Струмичкиот регион. Предлагам да го погледнеме разговорот со Борче Јанев од Проагрофармери. Бидејќи општина Струмица е земјоделски регион, каде што во еден поголем и значаен дел од луѓето се занимаваат со земјоделство, ние како здружение сакаме да придонесеме кон унапредување на истото и да постигнеме одредени достигнувања кои силно ќе влијаат на едукацијата и промената на свеста кај земјоделските производители. Така. И која ќе биде главната цел на овој проект? Како се вика проектот? Кој го финансира? Главните карактеристики? Преку нашиот проект Модерно и квалитетно градинарско производство во село Банско, Муртино и село Робово, во следни 8 месеци кај фармерите ќе работиме на едуцирање и укажување за модерните технологии на производство, кои се актуелни во моментот и ќе ги доближиме можностите за органско производство како основа за здрава храна. Имено, главна цел ни е воведување на нови технологии и знаења за квалитетно и здраво градинарско производство, кај градинарите преку искористување на таковните програми и партфондови за нивна поддршка. Така. Ќе има волонтери земјоделци кои треба да се приклучат во реализацијата на проектот и кој ќе биде импактот по завршувањето на проектот? Очекувате ли негова долгорочност и во текот на проектот ќе бидат презентирани на новите достигнувања во земјоделието, како што се употреба на дронови во земјоделието, користење на хидропоника во производството, употреба на заштитни мрежи, користењето на сончевата енергија за загревање на стакленици, како и користењето на мобилните апликации за навремени агротехнички мерки. Така, ќе може ли земјоделци да се пријават да учествуваат на проектните активности? На проектните активности ќе можат сите земјоделци слободно да учествуваат и да бидат присутни. Овие сите модерни технологии кои што ви кажавте, дали преку средства на ИПАРТ програма или други европски фондови може да се финансира за да може и македонското земјоделство да ги користи дронови, хидропоник системи? Овој проект се спроведува во рамките на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан, која е финансирана од Европската унија, а е спроведувана од UNDP. Со своји средства во проектот учествува и општина Струмица. Така. И очекувањата за позавршувањето на проектот? Според нашите очекувања, по завршувањето на проектот, околу 100 фармери ќе започнат со примена на нови технологии за добивање на квалитетни и здрави производи. Очекуваме да се зголеми интересот за искористување на ИПАРТ фондовите во нашата општина. Исто така очекуваме да се зголеми интересот за органското производство и убедени сме дека токму резултатите од проектот ќе бидат и добра практика и за останатите земјоделски региони,
како и на кој начин да ги надминуваат и решаваат проблемите во земјоделието, а на тој начин пак ќе придонесиме за зголемување на земјоделските приходи кај фермерите. Така, една од активностите е организирање на сајм, тоа кога треба да се случи и колку време ќе траеше реализацијата на проектот? Значи, проектните активности вклучуваат повеќе работилници и обуки, како што се работилници за воведување на нови технологии во земјоделието, работилници за начинот на користење на ИПАРТ фондовите, работилници за значењето на испитување на квалитетот на почвата, работилници за премена на органскиот начин на производство во градинарството. Потоа ќе вршиме директни советодавни посети на терен со агрономи и експерти, се со цел за добивање на квалитетни производи и остварување на стабилни земјоделски приходи. И на крајот од проектот, некаде во месец септември, ќе организираме голем агросајм, на кој што ќе бидат присутни сите овластени увозници на механизација, каде што ќе бидат презентирани нивните најнови машини за обработка на земјиштето. Потоа ќе имаме презентирање на најновите семиња, ѓубрива и заштитни средства во земјоделието, а секако ќе имаме и присутни и изложувачи на здрави и модерни производи. А Министерството за земјоделство се обидува да го стимулира семејното фармерство или семејниот агробизнис со субвенции. Еве што кажа ресорниот министер Љупчо Николовски за оваа проблематика. Мене ме задоволство што повторно сме денес тука на отварањето на четвртата, би рекол четвртиот настан кој што беа потенцирани првите земјоделски задруги, ИПАРТ кредитирање, ова особено важна тема и затоа со задоволство како и на претходните две сме денес тука на самото отварање на оваа работна сесија која што е посветена на семејното земјоделство, што представува една од актуелните теми на ниво на Европската Унија. Министерството прави големи напори да ги поддржи и да го поттикне развојот на руралните средини и тоа се прави преку програмата за рурален развој на кој што оваа година посветивме значаен период на подготовки и веќе ќе започнеме со подготовка на програмата за рурален развој за 2020 година, многу понавремено од било кога, се со цел да навистина правиме притисок да се креираат мерки во сите овие теми кои што за нас се особено значени, во делот на ИПАРТ, особено може да се каже дека сме лидери во регионот по податоците, бројките кои што ќе бидат дел од ова денешно излагање. Сметам дека тоа беше една и првата тема, но и една од најголем интерес кој што предизвика и кај медиумите и е сосема мислам денес приликата да се потсетиме и во тој дел ги подвлечеме резултатите кои што особено во делот на ИПАРТ беа постигнати во претходниот период. Нашите регистри кажуваат за вкупна бројка од 170.523 земјоделски стопанства, од кои што на 36.000 се носители жени, вкупната дигитализирана обработлива површина
во Република Северна Македонија над 233.000 хектари со просечна пак површина од 0,52 хектари по едно македонско земјоделско стопанство. Ова покажува на потребата од потекнување на дополнителна дејност и диверзификација на земјоделските и неземјоделските активности со цел задржување на населението во самите рурални средини. Искуството од другите земји покажуваат дека со насочување на политиките кон одржлив развој и поддршка на семејното земјоделство се зголемуваат економските и социјалните придобивки на населението. Законот за земјоделство и рурален развој го дефинира семејното земјоделско стопанство, кој представува самостојна стопанска и социјална единка која се заснова на комбинација од управување и сопственост или користење на земјоделскиот имот од членовите на семејството. Министерството интензивно работи, како што кажав, на мерки за поддршка, креирање на мерки за поддршка на руралните средини, особено преку програмите за финансиска поддршка, каде што се офатени семејните фарми и стратешките определби за нивниот развој. Новите мерки во програмата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, меѓу другото, овозможуваат и развој на семејното земјоделство. Во програмата за директни плаќања од оваа 2019 година, 2018 година, да потенцирам, ни се одвиваше проектот со Европската Унија за скенирање на импактот на субвенциите и на програмата, националните програми во делот на земјоделството. Имаме оваа година добиено точни препораки што е тоа што треба да го промениме и како да се прилагодиме на заедничката земјоделска политика на Европската Унија, која што оваа година па е пред нов предизвик за носење на новата 2021-2027, но мислам дека ова е прва година во која што направивме конкретни чекори и знаеме што е тоа што ќе го направиме во последните години. Токму мерката која што оваа година е издвоена во програмата за субвенционирање, односно програмата за финансиска поддршка согласно насоките на Европската Унија, значи се воведе мерката за малите земјоделци. И тоа оваа година веќе е влезено во самата уредба програмата и оваа мерка ги издвојува сите оние кои што или ги поддржува земјоделците кои што поседуваат обработлива површина земјоделска со големина од 0,2 декари до 1 хектар со градирање до 0,5 и од 0,5 до 1 хектар. Ова е нова мерка и од посебно значење, би рекол, за развој на малите земјоделски стопанства, заради тоа што со самото издвојување на мерката за сите земјоделски производители кои се ставени во еден куп, би се рекло, со многу поедноставни процедури кои што очекуваме, ако што ќе донесете за побрза исплата на субвенциите, но со самото одделување на мерката обезбедена е поддршка, зголемена поддршка од 130 милиони денари. Овие земјоделски стопанства се 13.000 на број. И тие се тие кои што навистина треба да направиме се за да ги први задржиме во руралните средини, да не се откажат од земјоделското производство. Затоа ги одделуваме во една категорија и ја зголемуваме поддршката до 0,5 хектари, мислам дека 6.000 денари, до 1 хектар 12.000 денари, односно обезбедена е околу 2,5 милиони евра поголема поддршка директно, кој што преку програмата за директна поддршка ќе стигна до овие 13.000 земјоделски стопанства, кои што се мали, ситни, но се е прв чекор за да ги одделиме во самата програма и да ставиме посебен акцент да ги задржиме во руралните средини и паралелно на тоа да креираме нови мерки и политики како натаму да се поддржуваат и останатите категории. Во следните години веќе е зацртана 2020 мерката за млади земјоделци преку програмата за директна поддршка. Веќе интензивно работиме, разговараме, дебатираме и тоа е потребно учеството на сите за воведувањето на зелените шеми. Во следните години се тоа што се препораки на Европската Унија и наше прилагодување кон тоа. Оваа година ја најавивме со измени на Законот за земјоделство и рурален развој, посебно мерката за поддршка на руралните жени. Мораме програмите да ги направиме родово сензитивни. Ние ноќески имавме седница на влада која што траеше до Сабајле и една од клучните теми беше прилагодување на сите програми да бидат родово сензитивни и сметам дека ова е година во која што и ние даваме значен
прилог кон тоа со промени во соодветните политики. Ќе напоменам мерката која што со измени во Законот за земјоделство и рурален развој ја најавивме, тоа е зголемување на поддршката за младите фармери од 10 на 20.000 евра со дополнително промени во соодветните критериуми, отстранување на границата од 18 месеци за упис во единствениот регистар на земјоделски стопанства и отварање на оваа мерка за повеќе млади луѓе кои што треба да ги задржиме во руралните средини и поделба на мерката на две подмерки за преземање на постоечко стопанство и за стартап бизнис во самото земјоделство. Сметаме дека оваа значајна и дуплирана поддршка од оваа година ќе даде значајен импакт и во остварувањето на целите за задржување на младите луѓе во руралните средини. Значајно е што оваа година издвојуваме два пати поголема поддршка за нашите за мерката за организирање и спроведување на саеми во и надвор од државата. Ова е прва година во која што ќе се фокусираме на заштита на традиционалните производи како посебна мерка. Прва година во која што ги поддржиме локалните акцијски групи кои што ги се акредитираа минатата година. Оваа година 14 такви локални акцијски групи кои што делуваат во руралните средини ќе добијат директна поддршка за реализација на своите стратегии, како што кажав, дополнително мерките за поддршка на активниот женски член во земјоделското домаќинство, но со промените кои што веќе ги најавивме за поддршка на локалните земјоделски производители и семените фарми. Секако силен инпут, како што кажав и на почетокот. Прва ваква работилница беше посветена на почетокот на годината во март во собранието на ИПАРД. Сметам дека значајен инпут во развојот на руралните средини ќе дадат и мерките од ИПАРД 2 програмата, како што се мерката инвестиции во основни средства, за која што на последниот повик кој што беше во јануари стигнаа рекордни 1099 барања, а за мерката инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски рибни производи, како и мерката диверзификација на фарми и развој на бизниси, за која што се веќе склучени 17 договори претходниот месец во износ од 5,1 милион евра, а во мерката 3, значи инвестиции во основни средства, исто така имавме повик после година и половина на почетокот на годината, стигнати се 65 апликации, односно само за мерката 1 и 3 во јануари и февруари на повикот се побарани средства во износ од околу 30 милиони евра, а има на располагање 25 милиони самите повици, а веќе се склучени по однос на првиот повик околу 940 договори, а за 658 веќе побарана исплата од страна на платежната агенција, а околу 200 до денес, колку што сум информиран, веќе се исплатени. Силно ќе работиме на делот на ИПАРД, на зголемувањето на искористувањата. Активно работиме на една кампања за публицитет на ИПАРД во 90 населени места, со 90 настани, со 6 регионални форуми, со многу работилници инфоденови, се со цел да постапката ја прилагодиме и ја доближиме до сите корисници и апликанти, така да во секој поглед и преку сите програми кои што ги наведов се воведуваат нови мерки и политики, односно се прави нов инпут и притисок за реализација на мерките од самите програми кои што или креирање на новите или промена на законската регулатива која што веќе ја утврдивме, се со цел за олеснување и зголемување на искористеноста на сите мерки политики и особено нивно влијание во делот на руралниот развој и задржувањето на луѓето во руралните средини, а секако дека темата која што денеска ја тангираме е дел од сите овие политики. Ме радува што денеска тука се собрани голем дел на чинители кои што навистина
се заинтересирани страни и сметам дека дискусијата како и од претходните неколку сесии, каде што лично барав и записник од сето она што се дискутира и што се заклучоци, ќе ни користат во следниот период во креирањето на самите политики, во името на владата. Изразувам благодарност до USAID, до помошта од Република Словачка и Европското движење Република Македонија, што ја возможи реализацијата на ова национална конвенција и на овие неколку настани во текот на оваа година. Очекувам и денеска успешна и плодна дискусија и секако препораките ваши ќе бидат значени за Министерството, за мене лично, за постапување натаму во делувањето, во креирањето на политиките, секако дека имаат сериозно место, односно ќе бидат сериозно третирани и се надевам со сигурност имплементирани. Затоа ми е драго што сум дел на овој четврти настан, јас на 3 бев на првиот од оправдани причини не. Меѓутоа пораката е дека на вистина ова ни е битно и препораките најсериозно ќе бидат третирани од наша страна во понатамошниот период. Благодарам. Фолија за вашите пластеници, произведена во Трикорекс технологија, збогатена со 8 адитиви, заштита од UV зрачење, инфраред заштита, спречува магла, роса и појава на бактерии, отпорна на хемикалии и на временски непогоди. За квалитетно градинарско производство одберете Тапан пластик. И секако во Агроинфо на ТВ канал ВИС оставаме простор за стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки, кој што е нашиот стручен соработник. Почитувани гледачи, повеќе земјоделски емисии неколку месеци наназад во земјоделскава емисија која што се емитува на ТВ канал ВИС и нормално за Велес на телевизија Здравкин. Можете да ги проследувате моите совети од областа на прихрана на растенијата, а со цел да се добие едно правилно земјоделско производство, односно со правилна исхрана се добива најквалитетно производство. Велам најквалитетно затоа што често пати при неправилен избор на ѓубривата доаѓа до потфрлување и то драстично во самото производство, како во квантитетот, односно количината, така и во квалитетот. Денеска ќе проговорам нешто за течното ѓубриво Енерген Аква, ѓубриво произведено од Русија, Република Русија, кој што ѓубриво се карактеризира со тоа што е многу богато со хумусни киселини, опота со фолокиселини, силициумови киселини, значи два типа на киселини, органски хумусни и фолово и неорганска силициумова киселина, како и микроелементи, каде што доминантност представува бор. Велам доминантност бор затоа што борот, како и сите други микроелементи, се во хелатна форма и хелатност значи дека растението веднаш ги прима и ги транспортира низ целото растение, без притоа да ги поменува така наречените пасивни, односно активни процеси на примањето на хранливите елементи. Овие микроелементи действуваат веднаш на самото растение и притоа Енерген Аква може да се применува преку фертиригација, систем капка по капка во текот на вегетација и тоа 250 мл за декар, значи ова шишенце за 1 декар, или полиарно со прскање преку листот
во концентрација од 5 мл на 10 литра вода. Значи, ќе приметите дека доста малку се употребува, затоа што е доста концентрирано органо-минерално ѓубрево, каде што сите минерални компоненти, микроелементи се во хелатна форма. Значи, тука има бор, манкан, цинк, железо, молибден, бакар и така натаму, кои што учествуваат во фотосинтетските процеси. Реков, борот е доминантен и треба да се употреби секаде кај што е фаза на цветање или предцветање и тука да се изврши ударна доза, односно неколку пати на секои 4 до 7 дена да се изврши третирање. Знаеме дека виновата лоза цвета и се оплодува уште пред да паднат капичките на огрознот, па препорачливо е со потерувањето на првите листови кај виновата лоза да се изврши третирање со енергија аква, а исто така и во овоштарството. Кај коскестото овоше, почнувајќи од праска, круша, праска, кајсија и слива, знаеме и цреши и така натаму, знаеме дека први се појавуваат цветовите, а потоа листовите, па енергија аква треба да се третира и се употребува за време на цветање, нормално со заштита на самото растение. Знаеме дека и тогаш се употребуваат фунгициди и инсектициди против цутојанот, потоа против монилијат и така натаму, нормално кои што не се штетни на пчелата, а исто така пожелно е да се употреби енергија аква во концентрација доза од 5 мл во 10 литра вода. Во колку пак се употребува кај јаболчесто овоше, оно стартува и како и кај виновата лоза со потерување на првите листови, фаза на глувчени уши или малку 7 дена покасно, со цел да навлези преку листната маса ова ѓубриво, енергија аква, да ги интензивира сите физиолошки и биохемиски процеси и да ја зголеми оплодување, да го зголеми оплодувањето, значи да ја зголеми продуктивноста на самото растение. Во градинарството енергија аква се употребува примерно кај пиперката, па и кај краставиците, особено кај пиперката кога има многу цветови, затоа што сведоци сме дека има пореметување на времето и доаѓа до послабо оплодување. Ова е, почитувани гледачи, сосема кратко за енергија аква, течно ѓубриво руско, кој што е увезено од Агроуник, Република Србија. Нормално, се што ви интересира, јавите се, уште еднаш ќе го повторам мојот телефонски број 072 700 301 со цел да добиете поквалитетни бесплатни информации. Поштувани, тоа беше се во издание на Агроинфо на ТВ канал ВИС. Благодарно за вниманието со кое не следевте. До следната недела останете во добро расположение. Пријатно!